Политичкиот обрач околу возилата со мотори на внатрешно согорување се стега. Бирократите од Брисел се оглушуваат на мислењата и барањата на производителите, па во Европскиот парламент е изгласан законот за забрана за продажба на вакви возила во Европската Унија. Во Калифорнија започна тестирање на роботско такси без возач, секако на погон на струја, додека класиците најавуваат нови генерации на своите најдобро продавани модели. Светот на камионите добива нови димензии со нови концепти и погони, а во светот на двете тркала се појавуваат изданија кои имаат повисока цена од премиум автомобилите. Денеска го имаме на тест Volkswagen ID4, извонредно возило кое го наметнува прашањето колку сме подготвени како држава за електричните возила. Како налага редот, започнуваме со флеш вестите. Покрај струјата и водородот се појави уште една погонска алтернатива на дизелот. Американската компанија Amogy направи камион задвижуван со амонијак. Според нив, оваа нова технологија, која се уште е во дебела фаза на развој, ветува 5 пати поголема автономија од онаа на електричен камион. Прототипот, направен во соработка со германскиот МАН, има горивни келии и 3 резервоари за амонијак, за чие полнење се потребни 8 минути. Отровен и корозивен, овој газ со специфичен мирис има 3 пати поголема енергетска густина од водородот и лесно е достапен. Надеж дека ќе се постигне некаков напредок даваат претходните проекти на компанијата со користење на амонијакот како погонско гориво за мал дрон, земјоделски трактор и кај пловилата. Порше продолжува со своите планови за електрификација. После Макан, кој ќе се појави годинава, на ред е 718. Според интерни информации од компанијата, моделот веќе е подготвен и во моментов се вршат неговите тестирања. Иако сегашната генерација веќе добро е навлезена во години, новата најрано може да се очекува во 2025-та. Технологиите на кои ќе биде базирана водат потекло од тркачкиот концепт Mission Air и веќе се појавија кај прототипот 718 Cayman GT4 и Performance. Многу детали за техниката не се знаат, но се претпоставува дека ќе ја дели со престојниот Макан. Од него ќе ја наследи и можноста некои верзии да имаат погон на сите тркала, што ќе му даде нов карактер. Лесниот спортист, освен еколошки, ќе еволуира и дизајнерски, но сепак со сигурност ќе ги задржи карактеристичните црти по кои е препознатлив. Единствено ќе ги загуби страничните отвори за воздух за ладење на централното поставениот мотор, кои заради аеродинамиката нема да останат ни како естетски детали. Според податоците за продажбата на нови возила во Европа, вечниот лидер Голф го загуби тронот, но нема да замине во историјата. Се шират неофицијални вести дека Volkswagen многу брзо ќе го представи неговиот електричен наследник. Според нив се работи за моделот за кој досега се споменуваше дека ќе биде означен како ID2.
Најавен со концепт во 2021-та, тој треба да биде поставен на унапредена верзија на постоечката електрична платформа и да биде малку подолг од сегашниот Поло. Оваа одлука на германците е сосема логична, бидејќи култното име Голф има голема вредност кај купувачите и неговата замена со генерирачка ознака би немала смисла. Производството на електричниот Голф се очекува да започне во 2025 година, а за сега нема потврда дека се уште се планира да чини околу 25.000 евра. До тогаш ќе се дружиме со сегашната генерација, која наскоро ќе доживее редизајн. Tu me fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi. Уживајте во возењето. Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Метрополис, број 1 радиомрежа. Натрупаните градски сообраќајници, зголемената загаденост и се повисоката цена на возилата отвораат простор за реализирање на концепти што во голема мерка ќе го смена досегашниот фолклор на сообраќајниците, но и потребата за поседување на автомобил. Еден од нив е Zoox концепт, кого го поседува Амазон и започна да го тестира во реални услови. Дали ова роботско такси без возач ќе успее, ќе покаже времето, но дополнителни шанси му даваат бирократите кои без оглед на реалноста упорно ја туркаат агендата да ги забранат моторите со внатрешно согорување. Новата алтернатива на градскиот превоз има добри шанси и е на чекор поблиску до реалната употреба. Иако во фаза на тестирање во реални услови на исползување се уште е рано да се прогнозира дали и кога овие возила ќе станат фолклор на модерните градови. Концептот на роботакси услуги и шатлови е нов. Негово големо го разработуваат General Motors со Cruise и Alphabet Waymo, но тие всушност се нормални автомобили опремени со автономна технологија. Zoox од нив се издвојува затоа што е целосно автономно и електрично патничко возило кое нема возач ниту било какви команди својствени за останатите возила, но ги исполнува сите стандарди за безбедност на моторни возила.
Дизајниран како кутија, Zoox е роботакси конструиран исклучиво за сместување и превоз на луѓе како трамвај или автобус само без возач. Наменет е да го направи личниот транспорт побезбеден, почист и попријатен. Тоа беше идејата кога пред 10 години започна проектот Zoox, кого во меѓувреме го купи Амазон. Не може да се каже кој е предниот, а кој задниот дел, но двете лизгачки врати се отвораат широко и ви дозволуваат да влезете како во автобус. Должината од 3,63 метри го прави Zoox помал од компактен автомобил, додека висината од 1,94 метри овозможува просторна внатрешност во која има две клупи поставени спротивно. Технички може да достигне брзина од 120 км на час, но за правичните тестови максималната брзина е ограничена на 56 км на час. Секој од патниците има држач за чаши и подлога за бежично полнење на својот телефон. Тие добиваат и дисплеј за контрола на климатизацијата или за проверка на маршрутата. Овој концепт менува многу традиционални сваќања за превозот, па дури и за автомобилите, бидејќи Zoox ве прави се помалку зависен од концептот на поседување личен автомобил. Тестирањата се одвиваат во Фостер Сити на кратка релација, а овој калифорниски град почна да наликува како сцена од научно-фантастичните филмови пред 3-4 децении, во кои се предвидуваше ваков вид роботакси во урбаните средини. Сега овие сцени почнаа да се остваруваат во реалниот живот. На светскиот ден на зачувувањето на енергијата, Европскиот парламент го направи финалниот чекор со кој возилата со мотори со внатрешно согорување се праќаат во историјата, изгласувајќи ја забраната за нивна продажба. Мора да кажеме, не беше лесно, заради противењето на одделни влади за оваа одлука која ќе стапи на сила во 2035 година. Гласа 340 европратеници, 279 беа против, а 21 воздржани. Против беше и поголем дел од стручната сфера, од каде нагласуваа дека тоа ќе зголеми зависноста од Кина за репроматеријали и ширум ќе го отвори патот за увоз на нивните возила. Со тоа би бил загрозен потенцијалот на автомобилската индустрија на Европа, чии скоро 15 милиони работници создаваат повеќе од 7% од бруто општествениот производ. Аргументите на аналитичарите дека за напредок во вистинската насока е потребна разноликост на технологиите, сепак не ги убедија политичките умови да подразмислат уште малку. Не помогнаа ниту тврдењата дека за целосно остварување на нивните намери е потребна и декарбонизација на производството на електричната струја. Така, после 12 години во Европската Унија повеќе нема да може да се купат автомобили и лесни комерцијални возила кои испуштаат јагленород диоксид во атмосферата, но постоечките ќе се возат и препродаваат до крајот на нивниот животен век. За да стане извршна оваа одлука, потребно е уште формално да биде одобрена од Советот на Европа и да се објави во службениот весник на Европската Унија. Од неа, и тоа трајно, се исклучени само производителите на помалку од 1000 возила годишно, во кои спаѓаат марки како Bugatti, Koenigsegg, Pagani и слични. Кога се појави на пазарот пред 21 година, Volkswagen Touareg важеше за обид на народното возило да влезе во светот на богатите. Тој послужи и како поддршка на Phaeton, кој беше најскапиот серијски Volkswagen. Лимузината не успеа да се етаблира, но теренецот со текот на времето стана еден од најпопуларните модели во својата класа. Наскоро пристигнува рестилизираната и технички обновената генерација, која ќе има доволно адути да ја продолжи својата успешна приказна понатаму.
Во текот на летните месеци Volkswagen ќе го представи редизајнираниот Touareg, модел кој досега се продаде во повеќе од 1 милион примероци. Со престојното освежување апостроф се става на техничко и визуелно ажурирање на премиум теренецот. Задниот и предниот дел се редизајнирани, подпирањето е дополнително развиено за да импресионира со комбинацијата на удобност и перформансите. Пред светската премиера Volkswagen објави фотографии за да даде иницијален преглед на ажурирањето за својот врвен модел. Камуфлираниот нов Touareg се уште е во фаза на тестирање во Арктичкиот круг во шведска Лапонија. Иако модификациите на дизајнот се уште се скриени под камуфлажната обвивка, маскираниот прототип веќе дава конкретен преглед на првите технички детали. Напред се воочуваат новите предни светла IQ Light HD со 38.400 микро LED диоди. Како прв модел од Volkswagen во Европа, новиот Touareg има осветлено лого на задниот дел. Volkswagen дополнително го разви подвозвието на Touareg. Меѓу другото, сега се користи и сензор за оптоварување на покривот, кој е вмрежен со електрониката на возилото. Доколку е инсталирана покривна кутија, сензорот го препознава ова и ги пренесува овие информации до системите за помош како што е ESC. Ова ја зголемува стабилноста при возењето, стандардната челична пружинска амортизација и опционалната двокоморна воздушна суспензија исто така добија нова постава за да се постигне уште поголем опсег меѓу врвната удобност и оптималните перформанси. Обновениот Touareg е опремен со InnoVision Cockpit, кој се ракува преку централниот екран на допир од 15 инчи, мултифункционалниот волан и аналогните елементи како што се контролата на јачината на звукот во централната конзола. InnoVision Cockpit на новиот Touareg нуди меѓу другото прецизна навигација со висока резолуција. Гласовните контроли се дополнително развиени како и интеграцијата на апликациите преку паметен телефон кои сега може да се вршат бежично. Ова се првичните информации, а како се доближува времето на премиерата ќе бидат обелоденети и деталните технички новости. Сите производители се трудат да прикажат ограничени серии од веќе постоечките модели каде со доработки и раскош успеваат да ја однесат цената до оркански висови. Истата формула почнаа да ја применуваат производителите на моторцикли, кои сега се пуштија во лов на купувачи со дебели банкарски сметки. Сега да се купи моторцикл е финансиски подвиг, а од ограничената серија, од звучно име, тоа го можат да си го приуштат само луѓе со сериозно обезбедена иднина. После хиперавтомобилот, реинкарнираната чешка марка Прага представи и ексклузивен моторцикл, изведен како модерна верзија на моделот од 1928 година, заради што и ќе биде направен во точно 28 примероци. Со хромирана висококвалитетна челична рамка, издувен систем од титаниум и уникатни карбонски тркала, Прага ZS 800, како што му е ознаката, тежи само 142 килограми. Моторот е двоцилиндричен, паралелен со 4 вентили и 50 конски сили, а менувачот 5 степен. Сопирачките се хидроулични барабан, а ретро карактеристики има и ослонувањето. Како што наведуваат чесите, испораките ќе започнат кон средината на годинава по цена од околу 85.000 евра. По успешното лансирање иницијален модел, KTM и Brabus ја продолжуваат соработката со нова едиција на ултимативниот 1290 Super Duke R Evo.
Тој со заеднички сили на двете реномирани компании се трансформираше во зверка од моторцикл чии 180 конски сили ќе ги почувствуваат лимитирани 290 купувачи. Како и лани, деталите за него се завиткани со велот на мистеријата. Се знае дека ќе биде достапен во само две бои, супер црна и стелт сива, и дека многу што на него е направено од карбон. Има моноблок ковани тркала, седиштето е со греење, а ослонувањето полуактивно со 6 поставки кои возачот може да ги избира во зависност од расположението. Во однос на ланскиот модел и маската е ревидирана, а нови се бочните панели со аеродинамични крилца. Брембо системот за сопирање унапреден, а звукот поубедлив. Најважниот утис со кој ќе владее со емоциите се максималната брзина од 270 км на час и забрзувањето до првите 100 за 3,2 секунди. Не треба да се спомене дека и покрај страотната цена од 42.500 евра, што е двојно повеќе од моторциклот од кој настана, целата серија се распродаде веднаш. Електрификацијата, особено во Volkswagen, зема голем замав. Целата групација како да се ориентира што поскоро да се трансформира во марка која произведува само електрични автомобили. Volkswagen во своето портфолио има неколку електрични бактериски возила, а денеска на тест го имаме ID4, поставен на истата основа како и ID3, значи на новата MEB платформа која е ориентирана исклучиво на електрични возила. Овој модел е навистина импресивен. Погледнете ги само неговите димензии. Многу е поголем од ID3, иако, како што реков, ја има истата основа, дури 30 сантиметри е подолг. Но, поради неговата контура и големото растојание од тлото, преку 20 сантиметри е издигнато од тлото, ID4 делува и како спортско корисно возило, но поради конструкцијата на целата каросерија и рамниот под, внатре има простор исто како и во Volkswagen Туран. Погледнете само контурата, поставена на големи 19-инчни тркала, таа делува како спортско корисно возило. Наговестува дека во внатрешноста има доволно простор. Но, сепак Volkswagen се потрудил да направи нешто повеќе околу дизајнот и на задниот дел. Светлата длабоко навлегуваат во крилата, но и се распределени и преку задната врата. Знакот на Volkswagen е офарбан во бела боја, но на пазарите каде што легислативата тоа го дозволува, тој навечер свети. Тоа е случај со моделите за Соединетите Американски држави и за Кина. Од јуни и во Европа тоа ќе може да се направи, а светличкиот прв знак на Volkswagen во Европа ќе го понесе рестилизираниот Туарег. Што се однесува до задниот дел, тој е хармонично вклопен со поклопецот на багажникот, а тој ни крие навистина импресивен простор. 572 литри се може да се стават во гепекот, а тој има правилна форма во која може да се сместат и поголеми предмети. Што се однесува до внатрешноста, таа е во милето на електричните автомобили. А тоа значи дека интериерот е квалитетно направен, но е во духот на минималистичката естетика. Тоа се гледа и на дисплеот кој е пред возачот, кој ги дава елементарните податоци за возењето, и за централниот дисплеј кој
не е од оние најголемите, но сосема добро е прегледен. Она што мене не ми се допаѓа, тоа се командите на благ допир, затоа што при манипулирањето на воланот можете многу лесно да активирате нешто што не би сакале во тој момент да го активирате. Да го зголемите звукот или да ја промените графиката на дисплеите кои се пред вас. Но целата внатрешност е во духот на овие команди на благ допир и со едно подолго експлоатирање на ID4, ја мислам дека лесно ќе се привикнете на нив. Добра придобивка на користењето на ID4 е апликацијата која ја овозможува Volkswagen. Преку неа може да се контролира не само состојбата на батеријата, можете и да уклучите температура која сакате за да ви се загрее автомобилот, ви дава информации и околу статусот на исправноста на возилото и многу други параметри, што е многу добра алатка за користење на овие популарни електрични возила. И задниот дел профитира од рамниот под, бидејќи нема никакви тунели и во внатрешноста имате многу простор не само за стопалата, колениците, туку и по висина и по ширина на седењето. На задната клупа се опфатени сите оние стандардни додатоци кои може дури и да направат да ставите и подолги предмети како скии, например. А што се однесува до функционалноста, погледнете го ова скриено джепче. Доволно е да вдоми еден мобилен телефон, што е сосема добро за подолги патувања. Исто така има и полначи за USB-а, па така едно подолго патување со ID4 може да се претвори во навистина големо задоволство во патувањето. Тестираниот ID4 е опремен со батериски капацитет од 77 киловат-часови, кои обезбедуваат, барем според борд компјутерот, нешто повеќе од 400 километри автономија. Опремен со најсилниот електромотор кој е во понудата на овој автомобил од 150 киловати, тој е способен да забрза од стоечка позиција до 100 км на час за 8,5 секунди. И ова е добра динамика ако се земе во предвид дека има погон само на задните тркала и дека целиот автомобил е тежок нешто над 2 тона. Но поради поставеноста ниско на батериите во подот на возилото, тој дава една добра стабилност и лежење на патот. Веднаш до израз доаѓа линеарноста на движењето на ID4. Тоа е постигнато и со максималниот вртежен момент кој се добива од самиот старт на возењето. Тоа се 350 Нм кои се сосема доволни да го погонат овоа возило без никакви проблеми и од најмали брзини. Исто така, меѓу забрзувањата се многу добри. Како што на самиот почеток реков, овој модел повеќе наликува на спортско корисно возило поради неговата растојание од тлото кое е поголемо од 20 сантиметри. Па во симбиоза со задниот погон во свиоци, тој дава едно чувство на
добра стабилност, но и задниот дел знае да завлече поради инерцијата. Она што е добро е што електрониката веднаш ги препознава овие ситуации и се уклучува да асистира. Сепак, овие возила се скроени да се возат култивирано за да се ужива во секој изминат километар. Со ID4 поминавме многу километри и на отворен пат и на автопат, но неговата вистинска функција е во градски средини. Не е дека не може да стигнете до било која точка во Македонија со полни батерии. Како ќе се вратите, тоа е друго прашање. Но, кога го возите во градски услови, ID4 е како риба во вода. Јас цело време го возам во модот батерија, што овозможува полесно регенерирање на енергијата од сопирањето или од одземањето на забрзувањето. Па така и го зголемувате дострелот на автомобилот. Уште еден предизвик доаѓа до израз кога возите ваков автомобил во град, а тоа е што помалку да ги користите сопирачките, бидејќи регенерирањето на самата батерија, кога сте во батери мод е поизразено, па така можете да го управувате ова возило само со една педала. Тоа е со притискање на педалата за забрзување и нејзино пуштање. Електричните возила стануваат дел од нашата реалност. Се повеќе ги има на нашите улици. Рака на срце оние поскапите, но ако ги погледнеме сите ценовници, цените на електричните возила се многу високи. Па, оправдано луѓето ги сметаат за елитистички. ID4 чини во оваа констелација, во Pro Performance со најсилниот мотор и навистина високо ниво на опременост на кабината, дури и кожа која е насекаде околу вас, чини 62.000 евра. Тоа станува се поприфатлива сума кога се зборува за електричните возила. Тоа не значи дека тие така брзо ќе бидат омасовени и многу често ќе ги гледаме на улиците, но тоа е дел од реалноста. Погледнете само колку се поскапи и класичните автомобили, автомобилите со мотори со внатрешно согорување. Тоа е светскиот тренд и не може да се бориме против него. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Се гледаме за 7 дена. До гледање.